Почитувани гледачи, добро вечер. Понеделник 20 часот вие го следите најновото издание од емисијата Мој став на М телевизија. За денешната тема го одбрав Бојан Кордалов, комуниколог, експерт по социјални нови медиуми. Ќе говориме нешто за политичката комуникација токму на новите социјални медиуми во еден период на предизборија. Бојан, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да проговориме малку повеќе со фокус на оваа и како значајна тема. Апсолутно, благодарам за поканата пред. Како што кажа во најавата, на прагот сме пред нови претседателски парламентарни избори. Веќе сме сведоци дека политичарите почнуваат да бидат се поактивни на социјалните медиуми. Како го оценувате нивното, ќе кажам, однесување таму на социјалните медиуми, па и во кампања и надвор? Се уште не сме во кампања, меѓутоа како ќе го оцениме политичкиот говор на социјалните медиуми? Исто како и надвор од кампања, меѓутоа со позасилено темпо, повеќе квантитет и желба да се наметнат, отколку квалитет и желба да понудат нешто ново. Сепак, над 60% од луѓето се активни, да речеме, на социјалните медиуми, над скоро 90% се онлайн и покрај тоа политичарите како да не разбираат дека тоа се посебни луѓе, реални луѓе, посебна публика, на која што треба да им понудат причина, најмалку зошто да ги следат, зошто да комуницираат со нив и зошто да ги слушаат нивните пораки. Кај нас, за жал, тоа го нема. Си доминира истото што и на телевизиите, истото што и во секојдневието, тоа се говорна омраза, кавги, надмудрувања, се нешто кое што не инспирира и не ги води луѓето да сватат и помислат дека нешто кон нив се однесува, туку напротив едноставно борба за власт. Значи ли тоа дека нашите политичари и функционери неумешно ги користат социјалните медиуми? Апсолутно. Не само неумешно, туку и неправилно и не го користат воопшто потенцијалот. Тие воопшто имам чувство како да не разбираат зашто постојат социјалните медиуми во политичката комуникација. Ако вие само пренесувате некаква пресконференција, ако вие само пренесувате кавга, која што ја правите на партиските говорници таму, едноставно не нудите ништо ново. Многу повеќе од само пренесување на ваши партиски ставови, се социјалните медиуми, многу повеќе се дебата, можност луѓето да ве прашаат, да ве искритикуваат, пофалат, да ви дадат идеја, да се поврзете, а за институциите особено, дали се локално или централно ниво, можност да примат идеи за амандмани, да речеме, кои во собранието, за закони, да примат предлози за нешто да се промени, па дури и партиските програми, нели она што сме навикнати само на терен, што е добро, треба да се оди на терен, може да се прави онлайн, значи како дополнителна активност, но кај нас едноставно уште се бројат лајкови, и тоа е тоа. Така го начнавте моето следно прашање. Очигледно е дека дел од политичарите како да социјалните медиуми ги користат за рекламација, за себе промовирање. Колку е тоа дозволиво во тој виртуелен свет и има ли тука некој да го регулира сето тоа? Апсолутно. И покрај тоа што се сака да се наметне став дека се е дозволено во интернет просторот, не треба да забораваме дека законите кога се пишуваат важат секаде. И ако е забрането вие некого да навредите или погрдно да се обратите во кафуле или на улица или на телевизија, истиот закон важи и онлайн. Мора да сватиме и како луѓе, но пред се политичарите како, ајде да речеме, први во пирамидата, бидејќи тие ги носат, тие ги спроведуваат, тие ги го креираат општеството во политичка смисла на зборот, мора да сватат дека од нив зависи како ќе ја постават работата. И многу често луѓето токму од политичарите, најголем дел, не сите, има исклучоци, гледаат како не треба. Односно гледаат дека ако е забрането вие некого да буквално нападнете и навредите, тоа на партиската говорница е како добро утро, добар ден, добро вечер. Не знам зошто се смета кај нас се уште, не е само кај нас, меѓутоа да речеме во регионот пред се, дека ако вие се обратите со нормална реченица, со разбирлива реченица, ова не е добро, сметаме дека треба вака и вака, дека луѓето нема да ве разберат. Знаете, како политичарите малце да си го подценуваат сопствениот народ, дека не може да свати. Тоа е многу погубно. Секој граѓанин, секој човек, секој личност е паметна личност, сваќа. Значи, знае, ако вие кажете нешто нечини, што сакате да кажете. Не мора да викате, тој е глупав, тој е вазал,
Тоа е значи разбира. Доволно е да кажете потребен е интегритет, потребно е повеќе јасен став. Значи нема да викате тоа е не знам што. Че едно потрчко или какви веќе зборови не сме Така, видели. кога ги споменавме граѓаните, неспорно е дека потребно е да го споменаме виртуелното изразување токму и на обичниот граѓанин. Какво е нивото на виртуелното изразување на македонскиот обичен граѓанин? Според мене, За жал, сметам дека е во одредени случаи е многу јако и е многу дискриминирачко, меѓутоа знаете, на пирамидата мора да сватиме дека се политичарите. Ние треба да се промениме почнувајќи од себе си, меѓутоа кога вие гледате дека тие што ви водат државата, општината, се дел од собранието, дел од владата, неважно, дека тие можат се да направат и можат да користат секакви погрдни зборови, што останува за вас, за мене, за секој граѓанин. Си велиш, окей, тоа е начин на функционирање. Ако тие што ги носат законите, ако тие што ги треба да ги спроведуваат законите, ако тие си велат осте што пишува вака ќе комуницираме затоа што не се може, природно тоа да ги охрабри луѓето. Од друга страна, ако сакаме да не дозволиме да има помеѓу нас луѓе кои што дискриминираат, напаѓаат, омаловажуваат, прават воајерски активности во интернет просторот, мора да покажеме од највисокото ниво дека тоа не е дозволиво. Значи, неказнивоста да стане казнивост во случаи во кои што си има демократска постапка и се, меѓутоа и политичарите пред се, јавните личности во политиката да станат пример. Како треба, а не да бидат пример како не треба. Како според еден експерт за социјални медиуми да се подобри виртуелната комуникација на социјалните медиуми? Еве да тргнеме од обичниот граѓанин. Потребна ли е медиумската писменост, овде ќе ја споменам? Како граѓанинот да не е доволно информиран за тоа како се однесува, како треба да се однесува таму, па мислиме дека можеме се да си пишеме и да си скоментираме. Меѓутоа тоа останува во тој виртуелен свет. Апсолутно. Постојано е потребно прво да се потсетуваме дека интернетот е своевидно огледало на општеството и на секој од нас. Дека ние предолго буквално сме зацкривали, ставале под тепих одредени лични однесувања и неприлагодливост. Така. Значи, ние не почнавме од сега да бидеме зависни или да бидеме во наводници погани кога нешто зборуваме тоа што го правиме, или да користиме пцовки, или да дискриминираме, или да викаме оваа зедница, вака овој човек, овој глуп, Значи, тоа не се случува денеска. Меѓутоа, социјалните медиуми го извадија тоа на површина. И ни покажаа секој од нас каков е, а со самото тоа и колективно какви сме. И сега, ако не ни се допаѓа сликата, а мислам дека сите се сложуваме секаде дека сликата не ни е баш најубава, покрај тоа што не го правиме сите лошото, меѓутоа имаме многу простор да се подобруваме индивидуално и колективно. Значи, ако не ни се допаѓа сликата, мора да се менуваме. И мора да видиме што е она што го правиме, како кога некој ни го прави на нас, не боли. И тоа многу ретко кај нас таа емпатичност во комуникацијата постои. Значи, ние ќе ги изнавредиме сите и кога ќе дојде за нас, ова не било убаво. Или, например, ние сите мислиме дека сакаат нешто да ни направат тука, ова не бил ист граѓанин како нас, овој ќе дојде, ама наши луѓе кои ќе одат во Германија, например, и кога ќе видиме дека некој потенцијално сака да ги дискриминира, вика, ма тие се најдобри таму. Се знаете, мора да бидеме самокритични и отворени луѓе, да ги прифаќаме луѓето како луѓе. Дали се добри или лоши? Ако некој е лош човек, е лош човек. Не можеме да го делиме по друга основа, но ние многу, за жал, како регион, се дискриминираме едни со други. Не е тоа само на етничка верска, ние меѓу себе, полова, меѓу човечка, социјална основа, имало пари, значи тоа се многу неубави работи, особено на земја од 1.800.000 луѓе според попис, која што не гледам зошто не би си подала рака еден на друг за да заедно тргне напред, биде побогата, поуспешно, туку ние буквално се влечеме надолу. Јас повторно ќе се вратам на регулацијата, на сето она што го правиме на социјалните медиуми. Неодамна имавме една голема трагедија кога имавме девојче малолетно беше свирепо убиено и на социјалните медиуми, еве тоа ќе го земам како пример дека излезе чинам целото зло од коментари, од кој сето тоа го регулира, Бојан? Истото тоа што тој го или таа или тие институции го регулираат во секојдневието. Какви се законите, такви се таму. Ако ние интернетот го регулираме на начин како што регулираме традиционални медиуми, тоа повеќе нема да е интернет. Значи, наједноставно вие да кажете се што ќе оди во интернет просторот, некој ќе го проверува, ама
Тоа не е изводливо. Не е суштината на интернетот. Суштината на интернетот е да даде повеќе слобода, но во исто време слободата не значи да даде право некој да дискриминира, некој да напаѓа, да омаловажува, да шири дезинформација и така натаму. И тоа е јасната граница. Кој тоа го спроведува? Институциите. По службена должност, по допрен глас, по поднесена пријава, и така натаму, во демократска процедура. Јас како човек сум кажал многу пати, сум за ред и почитување на законите, меѓутоа не цензоршип, значи цензура на тоа што се прави на интернет. Напротив, и во медиумите, и во секојдневието, и на интернет мора да има демократска процедура, за се да може да се докаже. Брза демократска процедура. Не е решение, нас нешто не се свиѓа, као често што велим ова одма да се казни, или не знам, ова да се обеси, ова да се... Знаете, најлесно е така, ама демократијата постои за да не се загрози ничи живот и ничие право. Сега тоа што кај нас и во Македонија и во регионот со децении неказнивоста и спороста е одлика, многу често и на корупција, многу често е нефункционалност, па ние губиме доверба дека демократијата може да е ефикасна, тоа е друг проблем. Значи мора да сватиме дека секаде постои демократска процедура во демократијата, меѓутоа ефикасна и брза, со цел да виновникот биде казнет, но и секој друг да биде слободен да продолжи да ужива во правата кои што ги има. Така, кога ги споменавте дезинформациите, чинам во период на предизборие како уште повеќе да се поинтензивни тие дезинформации, лажни вести кои што се шират на интернет и на социјални медиуми, како обичниот граѓанин доформи слика за она што е точно, за она што е вистинито и колку обичниот граѓанин верува на се она што му е пласирано од страна на политичарите и функционерите токму на социјалните медиуми. Па јас за разлика од политичарите сакам да истакнам дека имам доверба во граѓаните и мислам дека се многу позрели од политичарите. Тоа е моето лично мислење и секогаш го кажам и ќе го кажувам. Мислам дека граѓаните многу добро знаат што може да веруваат, што не. Меѓутоа, за жал, некои работи бараат усовршување и бараат постојана подготовка. Во делот на справувањето за дезинформациите и лажните вести се важни две работи. Првата, дека борбата со дезинформациите не е борба против слободата на изразување. Напротив, секоја личност има право на свој мислење, свој став и така натаму. Меѓутоа, водењето пропаганда во нешто кое што загрозува здравието на луѓето, кое што загрозува државата, граѓаните, е нешто кое што спаѓа веќе во доменот на дезинформациите и е проблем и затоа треба и мора да се санкционира. Значи, првото треба да се разјасниме дека никој не треба и нема право да забрани нечие мислење и став. Тоа е придобивка вековна демократијата. Втората работа која што мораме да разбереме дека во борбата со дезинформациите мора да се постапува и да се објасни дека тие дезинформации наштетуваат на луѓето. Вие ако имате кога се појави случајот го споменавте со девојчето, кој што за жал заврши трагично. На почетокот кога се појави апелот и кога неколку дена се трагаше дали е исчезнато и каде е, секоја дезинформација ја отежнуваше истрагата. Ви замислете да се потребни часови да се најде тоа девојче и замислете институциите да трагаат погрешно заради дезинформации кој губи. Животот на луѓето е загрозен. Значи дезинформациите не постојат таму некаде само во глобалниот свет, туку реално на крај напаѓаат луѓе. Во ковидот или во некоја друга, вакцинација и така натаму. Така, оно што ни е најскоро. Што ни е најскоро, значи не го губат животот некои луѓе таму пропагатори, го губиме ние. Затоа што ако некој човек не пие терапија, која што доктори ја препишуваат, внимавајте, не ја препишува државата, не ја препишува Америка или Русија, ја препишува доктор, стручно лице. Ако некој не пие терапија, значи животот си го загрозува тоа лице, значи повторно страдаат луѓето. И тие две работи се клучни. Зашто постојат два страва. Првиот е дека некој некому ќе забрани да мисли, што е навистина проблем. Вториот, дека таму некаде постојат лажните вести и се битка меѓу државите. И тоа е проблем. Така што мислам дека клучното е ова да го расчистиме и да почнеме да се бориме. Државата од своја страна со закони, со ефикасност, едукативниот систем, образованието, со навистина прилагодување на потребите на младите, особено дигитализацијата и секако секој од нас да разбереме дека еден клик не води до многу резултати во пребарувањето, ама ако вклучиме умот и критичкото размислување, ќе добиеме повеќе. И на крај, во овој дел, би сакал да истакнам дека многу работи пред 30-40 години беа поинакви. Многу малце смеевме во училиште да искритикуваме, например,
ако не се сложуваме со наставникот, со професорот, или ако не мислиме дека тоа во книгата е така, па дури да е, знаете, на 12 или 14 години глупост. Затоа што тогаш се расчистуваат дилемите, тогаш се развива критичкиот дух, да децата прашуваат од најмала возраст и вие да им објаснувате. Бидејќи ако правите како порано, доста ти ли ќе кажуваш ќути зошто јас така кажав, кој си ти да спориш. Затоа ние денеска имаме генерации статистички кои што се многу неотпорни на дезинформации или многу подложни на различни пропаганди. Така, и немаме таа критичка мисла. Така, заради тоа да. Така. Како ќе оцените риториката на досегашните политичари, на кандидатите кои претендираат да бидат дел од функциите на изборите? Реално знаеме само мал дел од кандидатите, што е уште еден доказ дека имаме лоша политичка култура и комуникација. Чинам дека имаме 20 или 30 познати кандидати за председател. Така. За пратеници, за функционери во влада. влада. Горе-доле за парламентарни ги знаеме веќе и партиите и луѓето. Да, меѓутоа Ајде за досегашната риторика. Ајде, за досегашната риторика која што е фокусирана кон лидерите, а не риторика која што е фокусирана кон граѓаните. Риторика која што е фокусирана од страна на партиите кон политичките противници, а не кон граѓаните. Значи, постојано нешто кое што недостасува политичката комуникација е фокус кон луѓето, кон човекот, кон личноста. И не знам која година треба да бидеме за да разбереме дека кога се обраќаме, односно кога политичарите се обраќаат или институциите, ти имаат целна група луѓе, народ, луѓе со име и презиме. И дека решаваат проблеми или тежнеат да решат предизвици или потреби на луѓето. Кај нас 20 години најмалце, но би рекол и 30, тие гледаат дали можат да го надмудрат политичкиот противник, дали поголема финта, фора можат да продадат, надмудрувајќи ги противниците, а не гледајќи дека луѓето се плашат за цената на производите, сметките, екзистенција, образование, чист или нечист воздух, да не редам, болница како се стига, дали се стига, кои се условите, чи многу насушни потреби, канализација колков процент има, дали има пристап до централно грејење или не, како ќе се, значи многу сериозни и се вие знаете се луѓето мислат кровот, дел од луѓето, али кровот ќе им прокисне, како да платат сметки, вие правите политички финти. Се тоа на почетокот, пред 30-40 години, зборам почетокот на плурализмот, значи тоа давало ефекти, бидејќи имало веројатно и повеќе пари се уште во оптек, затоа што луѓето првпат се соочиле со таков тип на дебата, плурализм, ама денеска 30 и нешто години подоцна, значи додека луѓето чекаат решение за екзистенцијални проблеми, вие да правите шали и финти и надмудрување со политичките противници е лоша политичка комуникација. Сметате дека онаа веќе постојана риторика на моменти дури делува невкусно? Целосно и резултатите ги има, Викторија. На изборите се помалку луѓе гласаат и тоа не е добро. Е отпор, меѓутоа идеалната демократска слика што повеќе луѓе да гласаат. Кај нас луѓето викаат луѓето се разочарани. Да, ама се повеќе. И сега вие тоа да не го примите како знак и да не го примите како одговор дека треба да се менувате и да мислите не се грижам воопшто, не ми е гајле, кој сака да гласа, кој не јас сум најдобар, овие се најлоши, знаете, малце проблематично. Че алармот мора да се вклучи заради оваа работа и број 2, заради масовното иселување кој што дефинитивно се покаже дека нема политичка позадина, туку која и да е влада се соочува поради тоа што не се подобруваат условите и перспективата во Македонија. И третата работа заради младите. Затоа што на бројката на млади општествено активни, вие ќе видите дека многу е мал бројот на тие кои што излегуваат на гласање, кои што сакаат да излегуваат на гласање или пак се активни, дали во невладини организации, дали во политички партии, па било каде во општеството. Токму така, неспорно ми е во ова интервју да споменем една друга важна тема, која ги споменавме институциите, се соочуваме овде сега со ново име на државата, вадење на нови патни исправи. Сега тука ќе се надоврзам со дигитализацијата. Сметате ли дека да бевме малку понапредни во самата дигитализација, полесно ќе одеа сите овие процеси, немаш толку да заглавиме во... Знаете, вие ако имате дигитализирана база на податоци, вие можете со еден клик с компјутерот да ви излиста секој ден по колку луѓе што немаат нови пасоши треба да се јават, дури може ви направи список
Па вие со добра организација, дали да се јавите, дали да пратите SMS порака, дали Viber, WhatsApp и така натаму, и да им понудите на луѓето термин. Еве денес излезе со SMS пораки, ќе ги известуваат кога им се готови пасошите, Супер. меѓутоа некако како да каскаме назад. Не, знаете, како беше тоа, ова е после свадба тапани. Што неспорно, нека се трудат, нека бараат решенија, ама проблемот во Македонија е што не се излекуваат поуки. Еви ова ќе помине, ќе се среди за 1 месец, можеби за 2. Ама ние нема да излечиме поука. Пак ќе не се Ќе не случи начека нешто пак неспремни. Значи, тоа е сериозен проблем. Значи, ние упорно повикуваме оставки и одговорност, што е многу добра демократска пракса, ама не разбираме зошто се потребни тие. Значи, ако некој поднесе оставка или понесе одговорност пред суд за нешто што не направила као политичари, значи тоа е заради утре да се извлече поука, а не се повтори. Не е за да ние го замениме Бојан со Стојан, Викторија со, не знам, Милена. Туку идејата е за да ние покажеме дека системот се менува и излекуваме поуки. Што ние наназад, со сите трагедии, со сите случувања, со сите пропуштени шанси, сме извлекле за во иднината. Ќе почнеме од утре да се дигитализираме? Не. Внимавајте, светот зборува за вештачка интелигенција. Так. Не зборуваме ние да имавме алатка базирана на вештачка интелигенција, ќе можеше да не организира сите кога да извадиме пазуши, буквално само ќе требаше да се појавиме за 2 минути. Да не зборуваме ние да бевме дигитално базирани, немаше 3 пати да се сликаме, еднаш за возачка, еднаш за лична карта, еднаш за пасош. Значи, не знам како тоа се работи елементарни, кои што можат вака да се решат. Луѓето дремат на телефон со денови, не можат да добијат кол центар, Так. заради тоа што нема доверба или не функционира добро онлайн систем. Треба ли наназад да го бараме проблемот коренски и суштински? Ни требаат ли некои навистина промени од корен? Треба да го бараме наназад проблемот ако излекуваме решение. Значи, ако се враќаме наназад, викам, ајде да видиме кој доведе до тука, и потоа донесеме одлука, став, извагаме, па дури, нели, пријави, разврска, да. Ама ако се враќаме наназад само за да добиеме политички поени во било која ситуација од било која страна, значи ние немаме резултат. Да, враќање назад за нешто не се повтори. Враќање назад само за да се докаже дека некој подобар или полош, а без при тоа да се променат работите во интерес на граѓаните, ефект нема. Има само разочарување и на крај знаете денеска 35 години што викаат луѓето масовно, сите се исти, или викаат никој ништо не прави за народот, или сите се корумпирани и така натаму. Или не верувам во институциите, не работат за мене. Тоа е пораз. Не е добро за ниедна опозиција, дали пред 10 години, дали денеска, кој што се вика и супер народот не ја сака владата, јас ќе победам. Ма ако победиш, треба да ги промениш работите. Не да победиш само за да едноставно ги имаш придобивките, бидејќи луѓето се со право потоа многу разочарани и не веруваат во институциите и во државата. Не е важна партијата која и да е. Важна е државата е на сите. Институциите се на сите. Значи, со нефункционирањето на политичарите и со пропуштањето на шансите да ги менуваат работите и давање лажни ветувања, па и дезинформации многу често, че луѓето на крај не веруваат во своите институции што ги плаќаат, кои ги плаќа? Ние како луѓе, и не веруваат во државата. И знаете колку е жално кога некој ќе каже не ни ја бива државата. Не ни ги бива тие што Така, ја организираат државата, а за жал, после 30 и нешто години, луѓето изгубиле во огромен дел надеж дека нешто може да се промени. Апатијата е најголемиот проблем, буквално вирус кој што ни е всаден заради неодговорноста на политичари. Оптимист сте дека нешто ќе се промени на подобро? Искрениот одговор ќе биде дека јас сум по природа оптимист, меѓутоа навистина почнувам да вагам колку можам да бидам оптимист, за жал, се борам да останам оптимист. Меѓутоа ако дадам дипломатски реален одговор, ќе се понадевам дека дигитализацијата, ако се воведе и не базирањето на луѓето и коруптивната природа, дека ќе успее да ги промени работите на луѓето им врати надеж, заради тоа што вака како што функционираме, има привилегирани и непривилегирани, има луѓе кои што успеваат да дојдат до ресурсите и до можностите во државата, кои што се некаде на далечините, на маргините и не можат да остварат ништо. Мора да сватат политичарите дека центарот на Скопје или на другите градови не е се, бидејќи знаете како ние во една општина имаме многу добра инфраструктура, во друга општина можеби неколку километри имаме калдиви улици.
или во една населба во поголем град во внатрешност имаме училиште со добри, се уште стандарди, само на 2 километри со просечни или подпросечни или кубурење на ресурси, услови за учење. Тоа е многу страшно. Пак ќе се вратам на канализацијата. Како да ви кажам, значи 15% беше последно кога гледав покриеноста со современа канализација на целата територија. 5% беше пристапот до централно парно грејење, пристапот, не приклученост. Сега после 35 години да вие сте застанати на 5% или 15%, тоа е нефункционалност на системот. И жално. Каква кампања да очекуваме, Бојан? Иста. Иста, а според мене, иста од аспект на тоа што нема да биде фокусирана кон граѓаните. Кампања на живот или смрт, значи ако се случи ова, тешко нас, ако не се случи ова, ќе добро е, и другата страна обратното, само со својата страна. Мислам дека по-малите политички партии почнуваат да го користат просторот, кој што големите политички партии свесно или несвесно го губат. Ако се сака да се направи здрав систем, мислам дека треба многу повеќе да се фокусира кон луѓето, кон коалициите и кон прифаќањето дека различноста подразбира да не мислите дека сте вие главни само, туку дека сепак во име на граѓаните доаѓате да ги управувате нивните пари и да направите конечно нешто добро. Така, ете, во пред изборие, во исчекување на политичката кампања, во свет на дезинформација, во општество на дезинформација, кој ќе биде, еве за крај советот кој што ќе го патиме до граѓаните, еве токму во еден период на предизборие? Па граѓаните си имаат свој механизам пред секоја кампања, како да се скријат од врескањето кој што го прават партиите, и тоа пак ќе речем не е добро, но мислам веќе сме навикнати, па ајде. Ние се грижиме за нашето ментално здравје бидејќи партиите не нудат ново. Знаете, ако вие вклучите телевизиски канал и ја слушнете по раката, вклучите радио, весник, социјална мрежа отворите, излезете и цело време истото ве следи, ово е лош и јас сум добар, вие не се чувствувате комфортно. Јас сметам дека македонскиот граѓанин веќе знае што му следи и знае дека е манипулиран, излажан, се повеќе е посвесен. Ама се штити, така е, ама излезот е што партиите место да се менуваат и да ги привлечат граѓаните да си кажат чека овде се сменило нешто, дај да ги отворим ушите, они продолжуваат како партии со истиот начин и граѓаните најголем дел викаат чека дај да се скриеме, ова ќе пројде. Ова ветров што дува 30 дена и после ќе продолжиме да гледаме. Значи жално е. Мора да се разбере дека политичката кампања и политичката комуникација постојат за да понудите на луѓето, не на сите луѓе. Значи на категорија по категорија, секоја група во општеството има своја специфика. Така. Иначе најдете конкретни решенија, прашајте ги што сакаат, вклучете ги, разговарајте, понудете, дајте некоја вредност. Ние овде само слушаме овие се лоши, јас сум добар. Постојано е тоа. Мислам, кој не очекува дека вие како политичка партија за вашиот противник нема да кажете дека е лош, би биле во другиот табор. Така што сакам да речем, тоа е изгубено и време во секунди во политичка комуникација и кампања, меѓутоа и време кое што луѓето викаат добро, ништо ново, смени го каналов, дали онлайн или телевизиски. Значи, дајте ја вашата нова порака. Кажете нешто што нудите. Дајте вклучување на луѓето. Значи, прашајте, кажете јас не знам. Замислете македонски политичар да каже ја не знам. Мислам не се случува тоа. Нити може да се замисли како јас не знам. Јас мора се да знам. Денеска знам земјоделие, утре знам надворешна политика, задутре знам одбрана, после тоа нели локална. Чекајте бе луѓе. Значи, во ред, кажете јас го знам ова, за другото ќе каже ова, или јас не знам, но дојдов да слушнам. Тоа е само проформа и потоа веќе се знае. Токму така, инаку не би биле македонски Да, политичари. балкански. Балкански. Ви благодарам за разговорот, ви благодарам за тоа што споделивме малку повеќе за овие теми, токму во период на предизборие. Се гледаме во некое друго интервју. Благодарам, Викторија, со задоволство. Мој став со Бојан Кордалов на М телевизија, почитувани гледачи, и вам ви благодарам за времето и вниманието. Се гледаме за 7 дена од сега.